моите раби, каде што е синат на Твоето лице и каде што е животот вечен. Амин. Кратка, ефектна и секој да си имаме на своето моме, кога се молиме за нашите покоени. Нека Господ Бог, нашиот омилен професор, нашиот пријател, Господно Свето Царство, и пошто и самиот Господ вели, вие сте ми сега пријатели, така и тој во Свето Царство, во Царството Божие да биде пријател на нашиот Господ и Спасител. Амин. Денес Евангелието кој што е блага вест, добра вест, убава за сите, особено тие кои што имаат души и слушаат, имаат очи и гледаат, кажа дека од едноставни, како се вели во Евангелието прости, тоа да се мисли едноставни, добри луѓе, кои што премногу не се оптоварувале со тоа околу како да придобиат некоја душа за спасение, туку гледале како да се прехранат своето семејство со рибарење и вети Господ дека од сега не е повеќе на риби, не е повеќе на животи, туку на луѓе ќе бидете ловци. На оној начин, на кој што ќе ги придобивате, со кој оружје ќе се борите, ќе биде зборот, Евангелието, убавиот збор, тоа значи бавата вест, тој значи Евангелие. Од тие прости, едноставни, добри, пожертвувани рибари стана јадото на нашата Света Црква, која што е поставена на цврст камен, која што ни врачите на пепел не може да се овладаат. Од тие едноставни, прости и добри рибари, ловци, риболовци, да имаме поука како ние да бидеме ловци на нашите, на душите на нашите, за кои што се грижиме. Само со зборови поука кој што е втемелена и има своја основа во светите Евангелија и во Светото Писмо воопшто. Зашто животот многу работи ќе не научи, но вистината што е во Светото Писмо ќе не закрепне дека тоа е она што вистина можеме да принесеме на своите ближни, тие да поверуваат и да веруваат повеќе од колку вчера. Затоа што и верата не е секогаш стабилна на исто ниво, но затоа пак еве како што денеска се подсетивме, како знаеме и дека свети апостол Петар 3 пати си има одречено од Христа, потоа горко се покаја, така и ние да се каеме, но не да очајуваме, затоа што Господ е милостив, затоа имаме оваа вера, затоа и не направи нас сите, не само свештениците, ловци на луѓе, да ги ловиме душите во позитивна смисла, да придобиеме уште некоја душа за да се спаси. Ако е Божја волја и ако е Божи благослов. Нека така биде, според зборовите Господи во Евангелието, според учењето на светите апостоли и она што го слушале од својот Спасител учел и како што нас ни е пренесено во светото предание, сега и во сите векови. Амин. Бог да ја благослови.